Крале Марко е средновековен владетел кој владеел на еден дел од територијата на Македонија пред доаѓањето на османлиите. Тој бил едно од 7 деца на кралот Волкашин, кој по неговата смрт застанал на чело на Малото кралство со центар во Прилеп, познато како Прилепско кралство. Историските извори не даваат податок дали имал наследник. Неговиот татко Волкашин бил моќен владетел кој загинал во Маричката битка во 1371 година, борејќи се против турците. Кралството кое го наследил крале Марко било постојано на удар на турските акинџиски одреди, но и на соседните христијански државички кои војувале меѓу себе. Благодарение на неговите државнички способности, крале Марко долго време успеал да ја зачува автономијата на кралството, правејќи сојузи дури и по цена на собствена саможртва. Токму поради тоа народот во него видел свој заштитник на христијаните. Како турски вазал, крале Марко бил повикан од турскиот султан Бајазид I Јилдерим да им се придружи на османлиските војски во походот против влашкиот војвода Јован Мирчеја. Битката се одиграла на 17 мај 1395 година кај Ровине. Преданието вели дека непосредно пред решавачката битка на деспотот на Кумановско-Кратовската област Константин Дејанов, кој исто така се борел на страната на османлиите и загинал во битката, Марко му ги кажал следниве зборови: "Го молам Бога да им помогне на христијаните, а јас прв да загинам во таа борба." Крале Марко никогаш не се вратил жив во татковината. Неговата смрт до денес не е разјаснета. Според една верзија тој загинал кај Ровине, но според други ја преживеал битката, но погрешка бил убиен во близина на Кралево. Сепак, како настана неговата погибија се смета Ровине. Неговото тело е донесено и погребано во Македонија, но нема докази каде почива денес. Кратко по неговата смрт, османлиите го освоиле кралството и со тоа Македонија конечно потпаднала под османлиска власт. Крали Марко длабоко се врежал во колективната меморија на народите од целиот Балкан. Народот ја опеал неговата храброст во народните песни, а многу места, градишта, цркви и манастири, како например црквата на светите архангели во Прилеп, Свети Димитрија, наречена и Марков манастир, во село Сушица, Скопско, се изградени и именувани токму по него. 17 мај, денот кога загинал крале Марко.